По повод 5 јуни, денот за заштита на природата, представници од локалната мрежа за застапување одржаа пресконференција на локацијата кај спомен домот Тасно, место каде што во моментот изгледа како вистинска руина. Представници од локалната мрежа за застапување на пресконференцијата побараа од локалната самоуправа и од градоначалникот да помогнат во одржување и ставање во функција на оваа локација во интерес на граѓаните. По повод 5 јуни, Светски ден за заштита на животната средина, во името на локалната мрежа за застапување, сакаме да испратиме силна порака до одговорните лица во локалната самоуправа на општина Кочани за уредување на оваа локација Асном и околината, пред се поради безбедност, пристапност и функционалност во интерес на граѓаните. На оваа локација каде што сме денес, до пред 10 години имаше силен крик од деца кои по цел ден се играа на оваа локација. Имаше многу млади кои на оваа локација спортуваа, имаше многу возрастни кои токму овде се рекреираа и поминуваа значителен дел од своето слободно време. Денес овде на оваа локација гледаме една огромна површина која пред се е небезбедна и пристапна со понафрлено ѓубре, нефункционално игралиште и сите елементи кои навестуваат на несериозно однесување и негрижа на овој простор, кој од ден на ден се претвора во голема градска депонија и тоа во централното градско подрачје. На пресконференцијата присуствуваше и градоначалникот Никол Челиев, кој истакна дека најважно и пред се за заштита на природата е подигање на свеста на граѓаните, а институциите одговорно и секојдневно си ја вршат својата работа. На ова место кај што се наоѓаме, секако дека заслужува и може да биде подобро место, меѓутоа тоа најмногу зависи од нас граѓаните. По она што се зборува за депонии или фрлење смет, секако за тоа најпрви сме одговорни ние граѓаните сами, бидејќи тој смет не доаѓа сам, туку ние граѓаните го правиме и го фрламе на несоодветни места, а после тоа останува на јавното комунално претпријатие да се грижи, односно да го собира тој смет, што секако и не е толку страшно, бидејќи тоа е и задачата и функцијата на едно јавно претпријатие. Членови на локалната мрежа за застапување упатија апел до сите сограѓани на територијата на општина Кочани да ја чуваат природата од загадувачи, а со тоа и ќе предонесат во заштита на животната средина. Сакам еден апел до сите мои сограѓани на сите на целата територија на Кочани и околните села, да ги замолам да си го сакаат својот град, да си го сакаат местото каде што живееме, каде што делуваме, каде што раснеме наши поколенија. Да секој граѓанин во Кочани да се вложи со љубов и да биде буквално полицаец. Ако го виде соседот, ако го виде туѓиот сограѓанин дека ја ѓубри околината кај што тој се движе, треба да биде уредно пријавен кај комунални инспекции и на некој начин да допринесе во заштитата на животната средина каде што навистина го минеме деценискиот век. Локалната мрежа за застапување ќе продолжи да работи за подигање на јавната свест кај граѓаните, не само за заштита на локацијата кај Асном, туку и на останатите делови во општината.